Почитувани слушатели, Facebook следбеници, ова е Македонски корен, јас со вас како и секоја сабота, така и денес се вашите доматини Бети и Јон Терновски. Како што и ви најавивме, наш, но и ваш гостин ќе ни биде господин Ристо Никовски, аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Господинот Никовски веќе е во студиската чекална на македонски корени и време е да го поканиме да ни се приклучи во студиово на македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме никакви проблеми со звучниот сигнал. Веруваме дека се слушаме. Господин Никовски, добро ви утро и добро ни дојдовте на македонски корени. Добро утро за Македонија, добра вечер за Австралија. Добро ви утро и од мене, господине Никовски. Ни причинува задоволство што повторно сте со нас и уште на почеток да ви се заблагодариме што ја прифативте нашата покана. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија на темите кои ги одбравме за денес. И јас се надевам, многу поздрав за сите наши во Австралија. И ни светот кај што ве гледаат и слушаат. Так. Господине Никовски, на 16 овој месец за 5 дена судот во Страсбург треба да ја соопшти одлуката дали важи дадената аболиција од страна на поранешниот председател доктор Ѓорѓе Иванов за случувањата од 27 април 2017. Какви се вашите очекувања? Ќе ја потврди ли Страсбург таа аболиција или пак ќе ја потврди одлуката за поништување на аболицијата? Ќе ја видат ли слободата сите неправедно осудени за настаните на 27 април 2017 или пак осудените ќе чекаат посветли денови кога Македонија ќе има вистинска македонска влада? Видите, луѓето што за 27 март гнијат во затворите македонски е наша голема срамота, наша македонска трагедија. И јас лично длабоко се надевам дека Страсбург ќе ни помогне да тој наш срам национален излеземе. Мислам дека има елементи, многу логика во тоа да се очекува дека судот во Страсбург ќе ни помогне во овие наши голготи. Не можеме да бидеме 100% сигурни, јас не сум правник, не ги разбирам деталите на сето тоа, меѓутоа најавите, логиката зборува дека ќе опстане таа аболиција која донесе предходниот председател Ѓорѓе Иванов и дека, велам, ќе излеземе од овој ќорсок што се однесува за тоа прашање. Ако тоа не се случи, велам, вие знаете дека меѓувреме имаше последниве денови обиди да се донесе нов закон за помилување и така натака, кои не успева и нема да успеат веројатно бидејќи мнозинството, вклучувајќи и албанците, се против тоа, али да се надеваме ни останува дека Страсбург ќе ни помогне, Страсбург ќе биде тој спасител на една ситуација која е навистина неподнослива, која е навистина, велам, кога помислам на тие луѓе што затоа што влегнаа во собранието, чмаат во затвори, да збирате, а како терористи, тоа што е најстрашно од све, што покажува дека нашето судство е на најниска можна гранка и дека тоа не постои како нешто позитивно во ова наше општество, велам дека кој ќе помислам на било кој од нив, мене душата ме боли. Велам, луѓе кои во животот не фатиле веројатно ни пиштол, ни нож, веројатно кама или нешто друго што е како оружје, да бидат прогласени терористи, тоа е навистина уникатен случај во светот и срам, тежок срам за оваа наша држава. А последните информации околу проширувањето на владината коалиција говорат дека преговорите заврше и сега остануваат уште неколку подробности околу распределбата на колачот. Централните одбори на СДСМ и на Алијанса за албанците го одобрија влезот на Алијанса во владата. Алијанса добива 2 заменици на министри, и тоа за одбрана и за земјоделство, и 3 министерства, а тоа се Министерството за правда и за здравство, додека третото министерство ќе биде или за информатичко општество или пак заменик премиер за економски стопанствени прашања.
како и неколку директорски раководни места, списокот за вакви позиции кои одат кај Алијанса е прилично долг. Кој намногу ќе добие, а кој ќе изгуби со проширувањето на владината коалиција и дали со ова проширување ДУИ станува главен во таа коалиција, а СДСМ како втор партнер? Нема ДУИ да стане главен во таа коалиција. ДУИ е веќе подолго време главен и диктира и управува со ова држава. Тоа е таа наша трагедија од друг аспект и во друга сфера, разбирате. Видите, основното е што со таа нова реконструкција на владата, која е многу очигледна, де факто, ако остане ова што сега го знаеме, 11 министри во македонската влада, нагласувам, ќе бидат албанци, 9 ќе бидат македонци. И вклучувајќи го и премиерот, ќе биде 11-10 за албанците. Тоа покажува до кое дно не донесе ова наша влада сегашна, разбирате, каде де факто, значи, ние станавме малцинство, иако сме мнозинство во сопствената земја. Сите овие комбинатории кои се прават околу проширувањето на мнозинството, на владачкото мнозинство, можат на крај да бидат дури и погубни за власта, бидејќи не треба да се исклучи можноста прво да алтернатива излезе, тие во недела ќе решаваат за својот однос кон овие најнови настани и најавите се, ако тие останат достоинствени на самите себе, дека тие ќе напуштат владата. Значи, ќе влезат 4, ќе влезат 8, ќе излезат 4. Во меѓувреме ја имаме огната така наречена група во ДУИ, која брои 3 велат до 6 пратеници. Тие се против проширувањето. Ако излезе алтернатива, ако тие гласат против, може да се случи да владата нема 67%, 67 пратеник, разбирате, за да изгласа реконструкцијата на владата. Велам, сега сето тоа што се случува е прво на штета на македонците. Македонскиот премиер и владеачката партија покажуваат дека не знаат што прават, дека проработат против интереси на македонскиот народ, а од друга страна добитник ќе биде ДУИ, бидејќи тој со натрешните вриења, со натрешните трансформации, таа огнена група, лесно може да се најде во неблагодарна позиција и особено во поглед на следните избори, кога тогаш мора да се случат, значи, најдоста за година и нешто, тие ќе се најдат во една невидена позиција што еден дел од нивото гласачко тело ќе се отцепи од нив. Дали ќе биде тоа нова партија, дали ќе биде нешто друго, тоа треба да се види. А мислам дека најголем губитник, освен македонскиот народ и владечката партија, е алтернатива, односно Алијансата, која влегува во владиното мнозинство на еден, јас би рекол, не доволно јасен начин, бидејќи оваа власт може да трае година и нешто. Тие навистина ќе добијат позиции. Меѓутоа, до вчера беа најоштри критичари на ДУИ и сега испаѓа дека се партнери. Така да, ова се сериозни движења, сериозни промени, вриења во македонската политичка сцена и не треба да се заборави фактот дека се тоа што се случува во крајна линија е на сметка на, како би рекле, изолацијата на ВМРО-ДПМНЕ, на главната опозицијска партија, која очигледно не е по мерка на овие на западните фактори пред се американците, и тие прават се, вклучувајќи го и она критична промена на уставот, која ќе зависи од нас и која може да ја блокира
само ВМРО и дај Боже да ја успее да ја блокира, разбирате. Така да, значи, се прави се во режија апсолутно на странскиот фактор, да изборите кога и да се случат, не дојде на власт ВМРО-то. Прво, сите албански партии да се приклучат на еден и други начин кон власта, од една страна, и од друга страна, кој ќе дојде, значи, можноста за ново коалицирање после следните избори, да опциите за ВМРО бидат што помали. Има мислења со која се сложувам дека кои ќе дојдат новите избори, кои ќе се знаат резултатите, и овие албански партии кои нели така се спремни на разни опции, капитулации и менување на сопствените политички приоритети и агенди, ќе мора да коалицираат со ВМРО ако сакаат да влезат во владата, бидејќи оценките се дека ВМРО кај да се изборите ќе победи со една сериозна разлика. Меѓутоа велам, се прави тоа да не се случи и јас носам длабока резерва дека ова како што оди, ако ВМРО-то не превземе сериозни чекори за да добиеш макар 60 или 61 или 62, дај Боже и повеќе пратеници, мислам ќе биде погубно за Македонија. И во целата таа ситуација, која човек малце подлабоко анализира, се наметнува едно решение кое не е баш демократско, кое на Западот не се практикува, макар и нас западњаците го поддржуваат, а тоа е бојкот на собранието. Мислам дека во периодот кој доаѓа, кога ќе станат уставните промени главна тема на општеството, разбирате, да се биде или не, тогаш, разбирате, ако ВМРО-то остане во власта, во собранието, тогаш ќе биде изложена и самата партија, особено нејзините пратеници, да бидат продадени, купени, уценети и така натака, за да се стигне до мнозинството од 2/3 од 80 пратеници, како што се случи впрочем и со договорот од Нивици, кога беше променет уставот. Така да се заедно овие движења на македонската политичка сцена имаат длабоко значење, со силно влијание од надвор и дека раѓаат многу неизвестности и предизвици со кои ќе се сочуваме во период кој доаѓа, и опозицијската партија ќе мора да биде исклучително внимателна, исклучително, да речам, подготвена да оди на решенија кои ќе водат напред и кои ќе испречат кои ќе испречат уставните промени. За следната недела е закажана реконструкција на владата. Што очекувате? Можно ли е поделбата на функциите да предизвика раскол кај СДСМ, но пред се раскол во коалиционото семејство, мислам на оние од македонскиот блок, и како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Ковачевски, кој рече дека вратата е отворена за алтернатива да биде дел од владиното мнозинство, иако таа е веќе дел од таа влада. Дали ова може да се протолкува како еве вратата е отворена ако сакате да ја напуштите коалицијата? Да, така звучи повеќе дека вратата е отворена за сиктер, што вели мене, отколку за останување. Та јас ќе прекинам, имам еден професор, стално велеше, оди затвори вратата од надвор. Да. Да, тоа е добар што зна. Тој се користи, че ме мода да затворите вратата од надвор. Меѓутоа, нема дилеми дека власта, односно СДСМ, сака алтернатива да остане во владината коалиција, бидејќи само на тој начин ќе имате едно пошироко мнозинство, разбирате. Меѓутоа, начинот да тој го прават и овие од алтернатива недвосмислено изјавува дека се тие навредени, дека тие во еден момент ја спасија власта, дека сега се однесуваат према нив некоректно и велам јас ќе бидем изненаден ако во недела тие решат да останат. Во секој случај, велам, начинот на кој се тие третирани не е баш многу достоинствен, а ако тие го проголтаа тоа, ќе покажат една недоследност која сериозно ќе ја платат на следните избори. Дали ова што се случува сега со влегувањето на Алијанса и покрај тоа што
на секого му е јасно дека не може да се стигне до двотретинско мнозинство, всушност е еден вид на добро осмислен договор и единствена алатка за уривање на оваа власт која грчевито се бори да остане до крајот на својот мандат. Може ли да се случи на денот на гласањето на реконструкцијата на владата токму овие кои влегуваат сега од Алијанса, но и разочараните од СДСМ, од БЕС и од Алтернатива, да му обезбедат мнозинство на Мицковски и да се издействува предвремено соочување со народот? Мислам дека таквата опција е многу тешка за реализација. Постои таква можност, али е минимална, бидејќи велам, да не забораваме дека странскиот фактор кој во оваа држава се однесува како нивниот амбасадор главен, како неизбран гувернер, ги држат конците во своји раце и ги не манипулираат, ако сакате, на еден често пати недостоен начин. Ке ве потсетам во таа насока на аферата која, мислам, дали минатиот пат зборувавме кога бев јас ваш гостин, дека вас сигурно е тоа познато, дека на 21 декември мината година поранешниот премиер Зоран Заев се обидел на состанок во рамките на СДСМ да на некој начин, не би рекол да го изолира Ковачевски, меѓутоа да се преземат радикални мерки, тој човек како да се освести дека настаниви кои ни се случуваат се негативни за македонците, и тој предложил голема коалиција на двете македонски партии, после избори кои би се одржале, и со тоа што премиер би бил, тоа е веќе потврдено, премиер би бил од партијата македонска, значи ВМРО или СДСМ, кој ќе победи на изборите, и велам, со еден потез да се стави ред во куќата, бидејќи тогаш албанците, 30 на албански пратеници во собранието, нема да ни е коваат иднината, бидејќи бидат малцинство, како што се, за разлика од 90 или, да не речам, 100 македонски пратеници. Таа идеја пропадна. И таа идеја пропадна и деновиве беше доста широко експлоатирана во телевизиските дебати во земјава, и мислам дека не беше донесен исправниот заклучок зашто тоа се случи, иако тие луѓе, велам, се добро информирани, ги следат работите, дали од незнаење или од внимателност, јас не знам, али тие него кажа главниот, мислам, јас се сомневам дека такво нешто може да се направи, да бидеме јасни, разбирате. Прво ВМРО и СДСМ се за сите прашања толку длабоко поделени и конфронтирани да тие одеднаш почнат да работат за интерес заеднички за Македонија, мислам, дури помалку и неверојатно. Меѓутоа, сето тоа пропадна. Прво, самиот Заев на Фейсбук напиша дека не мислел ништо лошо, а се чу дека после тој состанок, кој е апсолутно потврден, разбирате, и во никој случај не е негиран од никого, после тоа Ескобар, главниот американец за Македонија, им се јавил и на Заев, и на Ковачевски. И што мислите, што им рекол? Ни на крај памет да не ви даја таква будалштина за американците, бидејќи со тоа ќе изгубат својата златна акција во македонската влада, а тоа се албанци. Разбирате? Ако направат таква голема коалиција, ако македонците во таа коалиција бидат доминантни, како што се во државата, разбирате, тогаш албанскиот фактор нема да ја води државата. И на почетокот рековме, дуи нема да ја преземе власта во своји раце по евентуалните овие промени и реконструкција на владата. Дуи доминира веќе последнава година дена, ако не и повеќе, разбирате. После последните избори, де факто, дуи прави што сака. Има прв вице-премиер што не постои во уставот како функција. И велам, тие си ја терат својата песма, а ние, како некои недоквакани и неписмени политичари, разбирате, прифаќаме све. Претепувањето на самоосвестениот бугарин
Пендиков во Охридскиот ресторан. Бугарија многу вешто го искористи за да ја представи Македонија како земја која што ги дискриминира самоосвестените бугари во Македонија. Како ќе ја прокоментирате информацијата дека бугарската влада му издаде бугарско државјанство, привремен стан, обезбедување и пари за живење на самоосвестениот бугарин Христијан Пендиков од Охрид, кој беше нападнат во Охридски ресторан, но од лица со бугарско државјанство. Дали ова ненародна македонска влада не сака, не знае или не може да најде начин како да и парира на силната бугарска пресија, или пак е некој вид на стратегија, која стратегија никој не може да ја свати. Кажете и неколку зборови за приемот на Пендиков од страна на бугарскиот претседател Румен Радев. Видите, прво кога спомнувате македонска или наша стратегија, тоа е нешто незамисливо. Ние стратегија немаме, освен да ги започнеме освен обсесијата, да ги започнеме преговорите за членство во Унијата, кои ништо нема да значат, апсолутно ништо нема да значат и ќе не остават на исто дереđе, исто место каде што сме. Меѓутоа, кога го спомнавте тој случај, мислам дека клучно е да се знае, кога се направи една малку подлабока анализа, ќе се види дека со отварањето на фашистичките клубови бугарски во Македонија, Софија ја промени својата досегашна политика према Македонија на еден крајно неприфатлив начин, на еден крајно агресивен начин, бидејќи тие со тоа започна да не рушат, да не бугаризираат од внатре. Значи, тоа беше првиот исчекор, вториот исчекор беше Мара Бунева, во меѓувреме беше овој наркодилерот од Охрид и клучно и главно беше настанот со одбележувањето на 151-та годишница од однедорот на Гоце Делчев. Никогаш бугарите до сега не покажале интерес за чествувањето на Гоце Делчев да дојдат масовно во Македонија, сега беа спремни. И да се разбереме, сите инциденти кои ќе се случуваат во Македонија, за кои Бугарија животно заинтересирана, се нивни интерес и интерес на Европа. Сите сакаат, бидејќи Европа е целосно на нивна страна, да не зборуваме американците, ова што го прави Бугарија, американска стратегија, американска политика, американско сценарио од почетокот на 90-те години, разбирате. Сите се заинтересирани да се случат инциденти во Македонија, кои ќе покажат дека сме ние дивијаци, како што некои бугарски гениални политичари веќе не нарекуваат, разбирате. Значи, сето тоа оди во таа насока. И јас мислам дека посебно ќе се осврниме на родендорот на Гоце Делчев, сега да го елаборираме што се случуваше тогаш. Само да кажеме дека настанот со овој наркодилер од Охрид покажува прво и основно дека клубовите кои ги прават во Македонија и кои ги шират и ги најавуваат дека ќе имат во секое место, се политика, се акција на бугарската влада и дека спомнувањето на некој богаташ или милионер дека тој ги финансирал, се прикази за мали деца. Тоа е првото. Второто, начинот на кој го третира овој наркодилерот од Охрид покажува дека ќе се исплати максимално да се биде во Бугарија, да се биде бугарин во Македонија и тоа станува еден вид на професија. Разбирате? Во сиромаштијата која владее и во Македонија и во целиот Балкан, за ситни пари ќе почнат да собираат своји, нели така, освестени бугари во овој случај, разбирате? И пораката на Радев, на тој национално шовинистички председател на Бугарија, јасна е дека дајте што помасовно определувајте се, ќе ве примам, ќе ви давам станови, ќе ви давам пари, разбирате, на сите што ќе се освести дека сте бугари и тоа ќе се исплати и велам, тоа ќе стане и станува веќе една професија за која во Македонија ќе се исплатува и да се разбереме, тоа ќе предизвика не масовно, али ќе предизвика во секој случај мобилизирање на бедотијата која во
секој случај е спремна на се, само може би некојаш е оправдано за да преживее, али велам на крајот од денот на сметка на македонските интереси и на нова срамота на бугарските политички амбиции према Македонија. Пред неколку дена во Благоевград беа искршени стаклата на македонскиот културен клуб Никола Јанков Вапцаров, а македонскиот министер за надворешни работи Бујај Османи изјави дека нема да испрати никаква протестна нота. Изгледа дека Османи многу лесно ја прифати бугарската теза дека ние сме еден ист народ во две држави. Ваш коментар за ова? Дали ова негова изјава е еден вид потврда за она што вие често пати вели дека тој не се бори за македонските интереси, исто како и останатиот висок државен врв, особено со изјавите на Заев дека сме ист народ, па и на Пендаровски, дека Гоце Делчев бил бугарин. И како ќе ја прокоментирате правдата на бугарски начин после информацијата дека после неколку часа задржани во полициска станица во Благоевград, нападјачите на македонскиот културен центар Никола Вапцаров беа ослободени без никакви пријави, застанувајќи пред бугарските медиуми веднаш после тоа да се пофалат дека каменувањето било исправно? Прво да го објасниме ова последното, ја зборував со нашите од Бугарија, зборував со Атанас Мазнев, главниот на македонскиот културен центар во Благоевград, и тој ми рече дека според бугарските закони, кога штетата која е направена е не знам помала од не знам кој износ, не се оди на суд. Така да можда велам ова не ги оправдам јас бугарите во некој случај, тоа се случи е апсолутно еден чист вандализам и самиот факт што никој не го осуди во Бугарија покажува дека таа нивна агресија према Македонија продолжува и дека во неа нема никакви скрупули, разбирате. Велам, меѓутоа фактот што нашиот министер не го спомна тоа, покажува дека тоа не е албански интерес и чем не е албански интерес, за него не представува нешто важно. Од врска со неговото однесување на мала дигресија пред некое време, нели така, кога беа тука Джамбазот и другите кои вика ова е Бугарија, разбирате, некој рече замислете, рече да тие вика Косово е Србија, вика сигурно вика прв што ќе реагираше ќе беше нашиот министер за надворешни работи, бидејќи нели тоа е веќе албански интерес. Видите, мора се нагласи дека единиот македонска страна кој го осуди пак тој чин, од бугарска страна никој не го осуди, дури изјавата која даде градоначалникот на Благоевград е срамна, разбирате, нешто надвор од умот кој покажува еден шовинизам, еден фашизам, разбирате. Али едини пак од наша страна кој го осуди тоа беше министерот за внатрешни работи Спасовски и мора му се одаде за тоа признание. Покај другото него мора да му се одаде признание и околу прославата на Гоце Делчев, ми се чини дека тоа ќе го елаборираме понатака во нашиот разговор. Така. Јасно е дека новиот камен на сопнување на патот на Македонија кон Европската Унија се македонските самоосвестени бугари. Неодамна, самоосвестените бугари од Македонија отидоа во Брисел и се сретнаа со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Преку овој потек Бугарија успеа да ги вметне самоосвестените бугари во европските документи, односно да се вметнат во македонскиот устав. Македонските бугари му се пожалиле на Брисел за дискриминација и закана за затворање на нивните клубови во Македонија. Каков е вашиот став за оваа средба? Која е главната цел што сака Бугарија да ја постигне со ова и зошто оваа група отпатува во Брисел, не барајќи претходна средба со некој од македонскиот државен врв, како на пример претседателот, премиерот, па и министерот за надворешни работи? Убаво прашање. Видите, прво за таа средба мора да се знае дека ја закажа бугарскиот претседател. Средбата не беше на барање на македонските измислени бугари, туку на барање на бугарскиот претседател кој разговарал директно со Вархеј и на некој начин и го уценел, ако сакате. Знаете, зашто Вархеј за колку, мислам, следната година
ќе има реизбор на Европската комисија и него му е важен гласот на бугарите, на Бугарија. Приемот на Вархеи на македонските измислени бугари е срамен за Европската Унија, нов доказ за нивните двојни стандарди, али Македонија не реагира. Знаете, ако некој прави глупости, а тоа е глупост од страна на Европската Унија, Македонија мора да реагира. Да прати нота, да даде изјава, да даде соопштение владата или министерството, разбирате. Ние ништо не направивме. Ако веќе тие измислени бугари и платеници на Софија одат во Брисел, нека одат. Може да ги прими некој референт тамо, разбирате. Некој заменик, помошник, не знам што на некој директор за такви прашања. Може да одат во Советот на Европа, кој деновиве одлучи дека нема погрешен третман на игнорирање на бугарите во Македонија. Нема такво нешто, разбирате. Значи, прават бугарите се на наша штета, а ние толерираме. Прв пат, дека ние покажавме заби, беше токму чествувањето на роденден на Гоце Делчев и тоа нашата власт и нашето ВМРО заслужуваат највисоко признание, иако сите коментари во држава се против и критични на однесувањето на МВР, разбирате. Тие спречија тежок инцидент кој ќе беше неизбежен ако тие 150 на крајот редуцирани провокатори дојдеа во државата. Направија извонреден на еден извонреден цивилизацијски европски начин падна системот, нели така? И никој не може да се буни. Ама тоа, знаете како е политиката, ти праеш, ти знаеш дека другиот си игра мајтап со тебе, али ништо не можеш да му кажеш бидејќи тоа е принципиелно, што би рекле законски така натака и така натака. Знаете, ке речете, али беше спречено нормалното движење на македонците. Ама ние сме во војна, разбирате ли вие дека сме во војна? Дека Бугарија врши една силна политичка, психолошка, каква сакате агресија, разбираш, во Македонија. И сега ние во таа ситуација треба да се правиме дека ништо не забележуваме? Напротив. Велам, начинот на кој се третираше тој систем, разбираш, на блокада на границата, некој велат ќе беше поарно да објавиме дека нема да ги пуштиме. Да, само тогаш ќе бевме критикувани дека затвараме границата, дека се плашиме од бугарите. Ова беше најелегантен начин. Падна системот, нема браќа да дојдете во Скопје. А велам, претходно спомнав, никогаш до сега не доаѓа, зашто сега сменија тактиката и сака да не провоцираат дома. И да дојдат тие 150 души, ќе беше неизбежен тежок судир, тежок скандал, тежко насилство пред црквата Свети Спас. 150 души вие не можете да контролирате, разбирате. А таму имаше и наши луѓе, кои јас прифаќам дека беа изнервирани, дека не беа задоволни, ама вие ако имате причина да ја браните државата, треба да ја браните. И тие 2 или 3 круга на обезбедување беа неизбежни. Може би околу најет имаше грешка, бидејќи не така нив не ги пушта во самата црква и така. Тоа се веројатно грешки, ја би рекол ситни во однос на целината, кога Македонија прв пат, веројатно тоа некој го кажа, само го повтори, сложувам целосно, Македонија прв пат тропна на маса и рече, ова не е село без кучиња. И тоа мора се поздрави, разбирате. А дека тоа има и наши жртви околу тоа, се разбира дека тоа е неизбежно. И друго што го направи нашето МВР, што им забрани на тие идиоти, ако сакате провокатори, која за време на чествувањето на Мара Бунева, разбирате, Скопје не правева мајмуни, разбирате, и не вика дека ова е Бугарија. И мислам дека тука, иако првиот печаток е негативен за нашето однесување кој тој инцидент, во целина беше позитивно, што ако почнеше да ги брка полицијата, тие ќе профитираа и ќе поентираа. И затоа порно што ги пуштија, али ми забранија доаѓање, разбирате, ми забранија влез во земјата. И да се разбереме, дени претходно пред чествувањето за Гоце, дојде бугарскиот министар за внатрешни работи и после тоа самиот изјави дека ги молел тој џамбазот и другиот Константинов
национал шовинист, разбирате, кои беа со Мара Бунева и провоцираат тука, да не доваѓаат за Гоце, паѓате, али очигледно Спасовски му кажал дека за нив има забрана за влез. И ако дојде на границата, ќе направи сигурно нов скандал, али и ќе се посрамотеа, зашто нема да ги пуштат од државата. Така да, знаете, прв пат Македонија во однос на Бугарија да покаже заби и тоа мора да се поздрави. А дека имаше работи кои не ни одговара, ни преча нормално да се движиме и да му посветиме внимание на Гоце, тоа е факт. Ама нашите луѓе може утреден да дојдат на Гоце, може денеска дојдат, разбирате. Не беа на денот, не можеше ради тие причини, али Гоце е тука, значи Гоце е достапен и нашиот почит кон Гоце мора да го направи, можеме да го правиме кога сакаме. И уште една поента оврска со ова прашање, благодарејќи на бугарите, ова е веќе она другата страна на медалот, разбирате. Оваа година врвен почит му се одаде на Гоце Делчев, иако е 151 годишница, што не е ништо јубилејно. Минатата година кога беше јубилејно, ништо не беше направено. Роденденот беше прескокна да не се провоцираат нашите браќа под наводници бугари, а да не забораваме дека 2-3 години не се доделува наградата Гоце Делчев, повторно да не ги вознемируваме бугарите. До кога ќе се однесуваме така капитулантски и предавнички, разбирате. Така да, велам, јас го поздравувам тој чин на обезбедување и му честитам и на министерот и на МВР за начинот на кој ја спроведува таа акција. А велам, да не забораваме, единствен кој го осуди инцидентот и кршењето на пенџерињата во Благоевград беше министерот за внатрешни работи Спасовски. Пред неколку дена Советот на Европа објави, односно усвои резолуција во која се вели дека неосновани се тврдењата на Бугарија дека во Македонија постои системска дискриминација врз самоосвестените бугари. Ваквата одлука е донесена на состанокот на Комитетот на министри кој ја одржа својата седница, на која седница ги одбија сите амандмани поднесени од бугарска страна. Ваш став околу ова, господине Никовски, какви се вашите очекувања, како ќе се однесува Бугарија и самоосвестените бугари после ваквата одлука, а што треба пак да направи македонската влада после ваквата одлука? Бугарите ќе игнорираат таа одлука, разбирате, ќе се прави дека не постои, али кога го спомнавте Советот на Европа, разбирате, која е првата мултилатерална европска организација по Втората светска војна, и кој се бори за човековите права на секој поединец, на човековите права на државен народ, ние никогаш не искаме. Дури пред некое време председававме, разбирате, на време на претходната власт, ние председававме Советот за Европа и ништо во интерес на државата не реализиравме, а велам, тоа беше пред да го смениме името, и ако Советот за Европа застане за некаква политика на промена на идентитетот на еден народ, чим го менуваш името, го менуваш идентитетот. Јас ако се прекасам во Трајче, а сутре веќе не сум истиот човек, а сум, разбирате, тоа е нова личност. Така да ние тоа не го користиме, најчесто на Советот за Европа кога се работи за такви прашања, поготово за врска со пресудите на судот од Страсбург против Бугарија, 17 се веќе, разбирате, нашите дипломати бегаат десен на седниците. Значи, ние се однесуваме капитулантски, се однесуваме неодговорно, се однесуваме против фундаменталните интереси на македонскиот народ и за тоа мора се сноси одговорност. Главен одговор на тоа е министерот за външни работи. А тој сега, како председавач на ОПСЕ, ќе се прави важен, разбирате, ама бидете сигурни дека ништо што од интерес на Македонија нема да покрене тамо, а меѓу другото се и овие, бидејќи тоа е главната организација за безбедност во Европа, разбирате. Ова што го прави во Бугарија против Македонија е загрозувањето на безбедноста не само на Македонија, него и на регионот. И тој, ако е одговорен министер на оваа држава, разбирате, треба да бара се стави на дневен ред на разгледувањето и тоа прашање. А тоа не само што не му е на крај да памет, него тоа, велам, не доаѓа во предвид ни во помисла, камоли во пракса и во реализација. Така.
Имајќи предвид дека суверенитетот го дава македонскиот народ и македонските граѓани, имаат ли право овие од парламентарното мнозинство да менуваат устав или ќе мора најправо да има ново соочување со народот и врз основа на понудената програма да се избере ново парламентарно мнозинство? Видите, референдумот во Македонија, прво, законот за референдум е апсолутно неприфатлив. Имаше неколку обиди да се оди на референдум пред некое време, не успеева. Спикерот или председателот на парламентот, кој е исто така албанец, велам, јас сум против истакнувањето на националната припадност на некој што е на позиција на власт, разбирате, зашто тоа личи на некој национализам и личи на некаква злоупотреба да речем на фактите. Меѓутоа во нашиот конкретен случај, кога ќе кажете за министрот за дворешни работи и за спикерот, тие работат во интерес на тие се што прават е во интерес на албанската кауза, разбирате. И затоа не можете да го игнорирате тоа. Така да велам, во принцип промената на уставот не смее да се случи, апсолутно не смее да се случи и мислам дека ќе зборуваме и за писмото на Макрон кој му го прати на Пендаровски. Се е тоа веќе една подготовка, еден притисок, разбирате, сите тие гестови потези на меѓународната заедница да Македонија капитулира и го промени уставот. Така да, велам, ние сме сега во ситуација кога ќе почне една инвазија на странците и сам Макрон најави дека ќе дојде, за да не присла да го промени уставот, а тоа значи бришење на македонскиот народ. Господин Никовски, вие малку говоревте, па да се навратиме повторно, ќе сакате ли да ни го сублимирате вашето видување за чествувањето на 151 година од раѓањето на македонскиот великан и татко на нацијата Гоце Делчев? Имаше ли потреба вака со политичка обсада и со хеликоптери да се чествува таа прослава, претејќи им го правото на македонскиот народ да стави цвеќе и да се поклони пред неговиот споменик? Дали ова најсрамна, односно најтемната прослава од денот на носењето на неговите мошти во Македонија во 1946 година? Па мислам дека во добар дел тоа го објаснивме, али сега да повториме дека ние како народ после овие настани од последни неколку години кога сме во војна практички со Бугарија, ние Гоце Делчев го ставивме на маса за преговори. Видите, Гоце Делчев, ако бил бугарин, македонскиот народ никогаш немало да го земе за свој символ на борба за слобода, борба за државност. И тој, ако работел за Македонија, а работел тоа, сите, неспорно е, дури и бугарите тоа не го негираат, он не може да биде бугарски херој. Тогаш бил нивни душман, бил нивни противник, разбирате? И сега вие да разговарате, да биде тема на нашата некомпетентен дел од историјската комисија, да разговара дали ќе го заедно чествуваме Гоце Делчев, па тоа е смешно во најмала рака, разбирате. Како ќе чествувате некој кој бил или за нас, или за бугарите? Не може да биде за двајцата, разбирате. Тој ако бил за бугарите, не може да бил за македонците. И ако бил за македонците, не може да бил за бугарите. Така да, Бугарија, тоа е символ, биде како символ на македонизмот, бугарите сака да го присвојат, чим символот е нивни, све друго е завршена работа. Чествувањето на Гоце Делчев, спомнав, минатата година беше бледо, никакво. Годинава се построја нашите сите главни, му дадоа признание вамо, тамо, едно, друго, трето. Лани немаше ништо, беше јубилејна година, сваќате. И МВР во оваа ситуација извонредно постапи, бидејќи немаше друг излез од ситуацијата, се друго ќе беше тежок инцидент, кој бугарската страна од се срце го сакаше, бараше и планираше, и ако ние не постапивме така ригорозно во многу аспекти,
да знаете дека ќе беше цел свет ќе пишуваше за нас. Ке имаше тука и тепачки, не можете да дојдат 150 бугари, 50 да дојде, разбирате. Таму имаше сигурно 200-300 наши луѓе кои чекаа без да може да влезат. Тие не можеше да ги раздвоите тие двете групи, разбирате. Со камења или со било што, тие ќе почне се тепаат. И нашите ќе беа во право што си го бранат своето достоинство, својот идеолог, својот апостол, ако сакате, а тие другите дојдоше да го посвојуваат. Велам, во целина, настанот беше одлично менаџиран од МВР, со сите тие подготовки и со целата спремност да не дозволи да дојде било каков инцидент, велам, заслужуваат признание и извонреден начин најдоа со падот на системот на границата да не ги пушта, бидејќи све друго ќе беше на наша штета, разбирате. Сите знаеме дека тоа може да се случи, нели така? И најголема случајност е дека истовремено падна системот на трите премини према Бугарија и кај Делчево и кај Ново село, разбирате? Али така прави, така постапува една организирана држава, разбирате. За разлика од другата страна, каде нема случајности, каде се вее под еден систем, вклучувајќи го приемот на еден наркодилер од страна на председателот, разбирате, тешка провокација, срамна провокација. Ние пак нема коментари на тоа во нашиот медиуми, па да не зборуваме политичарите нешто ќе кажат. Велам, настанот на кој беше одбележан настанот на начин на кој беше одбележан настанот на дендерот на Гоце, мислам дека беше неизбежно така да биде и јас ги поздравувам и им честитам на надлежните кои така се однесуваат. Ваш став, господин Никовски, за одбиените акредитации на македонските новинари од страна на владата, со што беа спречени да известуваат за чествувањето на 151 годишнината од раѓањето на македонскиот великан и револуционер, апостолот наш Гоце Делчев. И како го објаснувате соопштението од СДСМ дека причината за тоа било што оние новинари на кои им беше одбиена акредитацијата, дека тие биле припадници на одредени агентури, без да наведат за кои. Ви наликува ли ова на удбашки методи? Тоа беше мислини грешка на власта, исто така како што спомнавме, недозволувањето на новинарите да влезат во црквата која беа моментите на чествување. Мислам дека тоа се грешки, неоправдани грешки, меѓутоа, велам, работите може да се гледат во целина, бидејќи ако целината успеа, некои тоа се ситни пропусти, а велам, кај нас во последно време имаше повеќе изливи на недостаток на одговорност, ако сакате, од политичарите према новинарите, и тоа мора да се осуди, разбирате. Новинарите, политичарите не се тие што треба да ги оценуваат јавните гласила и медиуми, туку обратно е, разбирате. Иако мора да се нагласи истовремено дека и нашите медиуми често пати, разбирате, ја злоупотребуваат својата сила и својата моќ и мислам обележуваат негативно, санкционираат луѓе, личности, настани, политики од без некаква објективност, туку во интерес на власта, во интерес на опозицијата, во интерес на некои други внатрешни сили и мокници, така натака. А велам, еднош чим ве оцрнат во јавноста, јас знам такви случаи кој еден мој подалечен пријател го прогласија за пијаница во весниците, разбирате, а јас знам дека човекот не пиеше воопште алкохол, разбирате. Ама тој за јавноста остана пијаница, сваќате? Така да моќта на медиумите е извонредна, тие се често пати главна сила и носители на војните во поранешна Југославија беа главно медиумите, разбирате, и тоа исто така покажува дека и нивната таа невидена моќ, разбирате. Сега неодамна прочитав една убава мисла која вели, вика,
пропагандата, вика, во демократијата е равна на насилствата од диктаторите, вика. И тоа е точно, разбирате. Она што прават диктаторите со насилство, разбирате, како една Северна Кореја кај што нема лично мислење, разбирате, што се случува во така наречени демократии? Кој победил на изборите? Тој што ќе го поддржат, разбирате, пропагандистите и медиумите. Така да, велам, во секој случај, тоа е еден медал со две страни и одговорноста и на едните и на другите мора да биде на максимално ниво. Во четвртокот, Европскиот совет во Брисел одржа вонреден состанок. Во Брисел, во тоа време беше и бугарскиот претседател Радев, кој испрати порака насочена кон Македонија, во која порака се вели интеграцијата на Македонија во моментов е во состојба на вето и дека тој ќе побрал мониторинг од Европската Унија за правата на македонските бугари. Се мисли на само освестените. Како ќе ја прокоментирате оваа изјава, господин Николски? И која е главната цел на Радев да престојува 2 дена во Брисел? Ќе успее ли Радев во неговата намера? И уште едно прашање, како гледате на одговорот на Ковачевски дека ние не сме преговарале со Бугарија, туку со Европската Унија во Брисел? Да почнеме од крајот. Ние прифативме да преговараме со Софија, де факто Софија ги постави рамките со кои ние треба да преговараме со Европската Унија и за да одиме напред, ние прво треба да ги чистиме работите со Софија и да не забораваме. Спрема преговарачката рамка, спрема начинот на кој не третираат од Брисел, де факто клучен аргумент, клучен носител на нашиот напредок према Брисел ќе бидат резултатите на Историската комисија. Значи, Бугарија де факто со наша согласност. Така наречениот француски предлог, тоа е договор меѓу Петков и Ковачевски, разбирате. Ставено е француско, нели така, француско име за да помине полесно. Према тоа, ние самите прифативме така да се преговара. Од друга страна, Радев беше во Брисел и остана подолго, бидејќи поддршката која добива Бугарија во рамките на Унијата е тенка. Начинот на кој тие сака да се расправат, сака да не разнебитат нас, не е прифатен за голем дел од членки. И, велам, таа поддршка која ја успеа да ја генерираат пред некое време, беше максимална и сега таа се брише, се гине, се намалува и затоа тој отиде тамо да се обиде да постигне што повеќе. Мислам дека не постигна и дека отпорот на другите членки на Унијата према Бугарија ќе расте, али какови димензии ќе добие тоа зависи пред се од нас, а ние како што гледаме се правиме отсутни и ништо не превземаме. Од трета страна, Радев е апсолутно во право. Ветото се уште важи. Затоа што и нашите политичари лажат, ќе го користам тој груб збор ако сакате, да не речеме не ја зборуваат вистината кога лажат, кога велат дека ние сме ги почнале преговорите. Преговорите за членство во Унијата Македонија не ги започна. Према документите кои би се дека на маса можеме да ви ги цитирам, дека документите кажуваат дека отворена е првата фаза за отварање на преговорите. Знаете, првата фаза. Следува втора фаза, која може да дојде само после промените на Уставот. А промените на Уставот можат многу лесно да не се случат никогаш и дај Боже така да биде, разбирате. Тоа е исто така да кажете се ги поднесов документите на факултет и се запишав. А има приемен испит. Не си запишен. Ќе те запишат кој ќе го положиш приемниот испит. Или синоќа еден истакнат аналитичар даде еден апсолутно несоодветен пример. Велам, сите што ја поддржуваат власта, поддржуваат и промени на Уставот и тоа е за нив
како нешто недискутабилно. И тој рече, даде пример. Рече, знаете на што личи ова што ние сега сме пред уставните промени? Вели, треба да се направат што поскоро. Вели, тоа ви е како да сте уплатиле аранжман во некој најврвен хотел, вика, и доаѓате пред хотелот и вие, вика, не сакате да платите 50 денари за паркинг, вика, и све ви пропаѓа. Предпоставувам дека ова е господинот Асовски, Петар, само тој може такво нешто да се случи. Вие го спомнавте, јас не го спомнав, разбирате, неговото име, а знаете што е практичното објаснување? Ние прво не сме уплатиле никаков ангажман во хотелот, второ, кога сме дошле пред хотелот, ни бараат за паркинг 15.000 денари и велат, дали ќе влезете во хотелот, не ви гарантираме. Ниедна будала не би дала 15.000 за паркинг пред хотелот, а да не знае дали ќе влезе натре или не. Тоа е ситуација. Така да, велам, се вртиме во еден круг. Луѓе кои не се глупи, поддржуваат една политика која во суштината е против македонските интереси, али тоа, велам, се работи од лични интереси, се работи од лични калкулации, а тоа е на штета на севкупните македонски. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Арбен Таравари дека доколку се загрозела европската перспектива преку неможноста да се отворел македонскиот устав и во неговата преамбула да се внесат бугарите, ќе ги зголемеле фрустрациите кај албанците, па дури и да се појавеле нови идеи за реорганизација на државата? Ми се чини дека и минатиот пат констатиравме, да повториме, дека поголем интерес за Тирана и за албанците е Македонија да го смени уставот, да ги стави бугарите во преамбулата, нели така, како конститутивен народ. И тоа е најлесен пат за бугаризација на македонците и за бришење на македонското прашање. Мислам дека сите овие, претходно изборував малце подетално за тоа, сите овие движења на македонската политичка сцена, кај што бугарите се сите без никаква дилема, без никаква дискусија за што поитна промена на уставот, тоа е резултат, затоа тие беа и во Тирана, нели така, набаци рака на почетокот на јануари. Се е тоа, значи, во рамките на една голема албанска политика, која, за жал, еден голем дел од албанските политички лидери во држава нескриено ја спроведуваат. Македонците, ама, знаете, пак таа наша поделба е клучот за сето тоа. Ако едната партија на власт е за промена на уставот, е за отстапки постојани, е капитулантски расположена цело време, па нема албанците не бранат, разбирате. Така да и таа идеја за некаква голема коалиција, јас да ви кажам, ако не 10, но пред не знам колку години сум објавил колумна во која сум рекол дека едино решение за македонските проблеми е голема коалиција меѓу двете главни македонски партии, со еден макар минимален договор околу клучните интереси на македонскиот народ, ама тоа, реков, ми објаснивме дека, за жал, не е возможно. Иначе Таравари имаше и друга изјава во која рече дека ако вие не одите како во насока на Европската Унија, ние албанците повторно ќе одиме во планина, разбирате. Јас не верувам дека човекот е спремен да оди во планина, али тоа е уцените кои често времени се повторуваат. И тоа од разни албански лидери, и тие не може да се земат несериозно, бидејќи, да знаете, зад нив не стои само Тирана и Приштина, стојат и поважни светски фактори. Како гледате на објавеното писмо од страна на председателот Пендаровски, кој го добил од францускиот председател Емануел Макрон за наводно почитување на македонскиот јазик во Европската Унија, а договорот на Фронтекс дека бил директен доказ за тоа? Која е целта на објавувањето на ова писмо кое Пендаровски го добил уште на крајот на јануари, ама не и го соопшти
на македонската јавност. Зошто баш сега се одлучил да го покаже тоа писмо? Зошто сега мораше да се чека прво средбата на Макрон со бугарскиот претседател Радев, која средба се случи пред некој ден во Брисел? Па мислам дека тоа писмо е објавено токму заради таа средба меѓу Макрон и Радев, на некој начин да се минимизира нејзиното значење, што покажува и некоја наша политичка стратегија, разбирате, иако е таа накуса патека. Веќе нешто спомнавме околу тоа писмо на Макрон. Тоа е само почеток на новите притисоци врз Македонија да капитулира, да го спени уставот и да ги прифати така уцените и ултиматумите кои доаѓаат од Запад, овој пат преку Бугарија. Мислам дека предстои една инвазија од странци кои ќе бидат, велам, ќе бидат нови притисоци врз нас и во делот од писмото во кој тој се повикува на јазикот и на идентитетот. Тоа е миѓате мамам. Тоа е нешто злоупотреба. Добро, тој не го пишувал писмото, го пишувале тие што секојдневно се занимаваат со Македонија. Видите, тежок безобразлук беше на Брисел, што не го подпишуваше договорот за Фронтекс на македонски јазик. Да не забораваме, во сите годишни извештаи на Европската Унија, кои доаѓаат некаде во октомври при крајот на годината, последниве 10 години, ако не и 15, никаде во нив нема македонски народ, македонски јазик. Никаде. Има можда и македонска влада, разбирате, колку да ни замачкаат очи. Тие ги избегаваат термините македонски народ и македонски јазик, под влијание на Бугарија, под влијание на Грција и под најсилно влијание, разбирате, на Соединетите американски држави. Ние тоа го толерираме, разбирате. Чим го толерирате, ќе удри по глава. Еве токму тоа сега ни се случува. Значи, се правиш дека нешто не забележуваш. Разбирате? Како беше на приказ, невестата рече малце трудна, али сега за сега. После ќе е тоа сосема друга ситуација, разбирате. Така да, знаете, тоа се народни филозофии. Нема малку од нешто. Малку да, ама денеска е 100 грама, утре биде 200, завтра 500 и после ќе стане лавина. Ако ќе тргне лавината, ќе таа брише све пред себе, сваѓате. Така да, прво беше крајно неприфатливо што тоа се случуваше. Мисли и во извештаите и во ова околу Фронтекс, како може Бугарија да блокира околу името на нашата држава, па тоа е уставно име, разбирате. Тоа е име во меѓународна употреба. Која е Бугарија или која е Европската Унија да каже нема да се користи името Македонија, или што направија тоа во 1992 година во јуни во Лисабон, со Лисабонската декларација. Да, државата не може да носи името Македонија. Кои сте бре вие? Кои сте вие? Вие сте матична служба, разбирате? Така да, нашата толеранција не води во ќорсокак и тој ќорсокак скапо ќе го платиме. И што се однесува до тие тврдења на Макрон, кои велам не вредат ни 5 пари, што мислите вие? Што мислите вие сите наши гледачи? На крајот од денот, еве да почнеме утре преговори, да ги завршиме за 3 години преговорите, разбирате. А нема да завршат за 20 години, ви гарантирам. На крајот од денот, сите кои ќе се потпише договорот за членство во Унијата, во рок од 2 години обично, сите држави членки треба да го парафираат во своите парламенти тој договор. Ако една не го парафира, не влегува во сила. И што мислите вие? Што мислат нашите гледачи сега? Дека бугарското собрание, нека биде после 20 години, ќе парафира договор во кој стои македонски јазик? Ќе парафира договор во кој стои дека македонскиот народ станува дел од Унијата? Никогаш. Ви гарантирам. Па видите, во Бугарија има апсолутен консензус против Македонија. И знаете, сега да се вратиме малце наназад, сите овие инциденти
со тој наркодилер од Охрид, со Мара Бунева, разбирате. Добро, Мара Бунева ние не направивме инцидент, што велам му прават да делот е позитивно, со ова со блокирањето на границата. Зашто се прави сето тоа од бугарска страна? Зашто се тие провокации? За да го свртат народот тотално против Македонија. А веќе го свртија. Го свртија на времето кога објавија дека сме убиле 20.000 бугари по Втората светска војна, а 100.000 сме прогонували. Тогаш Македонија немаше милион жители. Значи 20.000, значи колку тоа е? 2% од населението биле убиени, а 10% биле прогонувани. Па тоа слушајте, тоа да се направи такво нешто, тоа масакар фашистите не прави. Разбирате? Значи, се тоа е една осмислена политика да се сврти целосно бугарскиот народ од Македонија и тоа е веќе постигнато. Утре да направат референдум бугарите дали Македонија треба да се пушти во Европската унија, 90% ќе бидат против. Господине Никовски, ќе ве навратам повторно на наводното стабилизирање на парламентарното мнозинство во собранието со влегувањето на алијанса во владата на Ковачевски со изговор заради европеизација на Македонија. Во јавноста од она што можеме да го пратиме, излегуваат разни асиметрични изјави на дел од парламентарното мнозинство. Господине Никовски, ни давали за право да размислуваме дека овој чекор е се поблиску до предвремено соочување со народот. Кои се вашите предвидувања? Како ќе заврши овој куклен театар? Видите, ако опозицијата не изнуди, бидејќи власта никогаш нема да прифати доброволно да се оди на предвремени избори, ако опозицијата не изнуди, не направи, не организира, не ја присили власта да се оди на предвремени избори, мислам дека работите ќе се одвиваат негативно. Ако на оваа пролет веќе изгледа веќе невозможно да се оди на избори, бидејќи ништо не е преземено, макар на есен, макар во рана есен, да се оди на избори, бидејќи тогаш ќе стане најактуелно прашањето на промената на Уставот. Дали тоа ќе го постигнат преку бојкот, дали ќе го направат тоа преку шарена револуција, дали ќе го направат тоа со кампување пред владата, како што овие другите го правеа. Не знам, тоа треба да се одлучи и да се заземе јасен став. Меѓутоа, не заборавајте, при крајот на годинава, кој ќе заврши тој така наречен скрининг, очекува дека во ноември, тогаш ќе биде се биде или не. Има ли уставни промени? Продолжување на патот кон Европа или не? Иако последните анкети покажуваат дека интересот на македонците со право за членство во Унијата се намалува со една брза стапка, разбирате, што мора да радува, бидејќи ова што ни го прави Европската Унија на нас македонците, па тоа треба да ќе спомне некоја Европската Унија да ги отераме кај што не треба, разбирате. Значи, до тамо е дојде на работата. И велам, иначе јас сум за Европската Унија, апсолутно за членство, тоа е цивилизацијско достигнување и треба да работиме на тоа, меѓутоа не по секоја цена. Не по цена на достоинство, не по цена на тоа дека нели татко ми дедо ми биле бугари, а ја што сум, зашто јас сум бугари, разбирам. Така да велам, во целина мора се преземат најсериозни чекори. Како тоа ќе се направи, јас немам формула, немам рецепт, али треба, затоа што во спротивно све ќе оди во насока против опозицијата и против интересите на македонскиот народ. Пред неколку месеци лидерот на ДУИ од состанокот во Тирана ни порача дека без албанците нема да има Македонија. Дали планот на Заев едно општество за сите е всушност еден од главните извори на ваквите изјави и наместо соживот ни донесе продлабочување на расцепот, и дали со изјавите на Ахмети и на Таравари и се она што го прави оваа влада се движиме кон апархеид? Добро, апархеид е малце претежок израз, иако гледам дека се користи. Видите, јас работев во Тирана од 1998 до 2002 година. Значи, пред 21 година се вратив од тамо, а све заедно од почетокот на моето службување во Тирана се 25 години. Цело време тамо и во тој период се повторуваш. Нема Македонија без албанците, разбирате.
Така да тоа не е нова флоскула, тоа не е нова парола. Тоа е стара парола зад која стојат не само нашите политички албански лидери во земја, него Тирана стои за тоа. И тоа е таа трајна големо убарска политика, големо албанска политика која се спроведува. И мислам дека ние, како одговорни политичари во земјата, не можеме да продолжиме со постојано давање отстапки на албанската заедница во земјава заради обстојување на власт или за добивање на власта, на сметка на долгорочните, стратегички, фундаментални македонски интереси, туку треба да се седне и да се каже: господа, има граници кои не може да се преминат. Во оваа држава, која се нарекува македонска, иако не прекрстија, разбирате, мнозински народ е македонскиот. Ние сме да се почитуваат сите права на албанците, али не може тоа да биде на сметка на македонските. Ова што се прави во последно време, поготово со законот за јазиците, односно албанскиот јазик, работите се претумбани наопаку, превртени наопаку, и тоа не води во добро, разбирате. Тоа оди во, тоа беше и основата, се оди во бугаризација на другиот дел, едниот веќе го албанизиравме, и вела македонците како народ, де факто, за нив нема место оваа држава. Значи, по таа основа, тачно може да се каже дека и се работи за некој вид на апартхеид, на сметка на македонците, али тоа ние го дозволуваме, иако не тропнеме на маса и не кажеме, не може повеќе во таа насока, така да тие сите политики на Заев беа иницирани од надвор, тој спроведуваше туги интереси, разбирате, и неговата вина за ова дереđe во кој смаѓа Македонија е 100%, иако велам оние последните некакви иницијативи што може да имаат и позитивни карактеристики, веројатно свесен за сите овие бели маки и трагедии до кои не доведе. Господине Никовски, како гледате на одлуката владата да оддели финансиска помош од 100.000 евра за настраданите од катастрофалниот земјотрес во Турција, која сума е пак помала од онаа која што ја одобрија за саем на вина, кој беше не така одамна? Мислам дека таа сума е срамна и мислам дека не сеќам дали така најавија дека тоа само првиот гест, разбирате, првиот чин, и дека ќе има додатни решенија, значи ова што би рекле прва е итна помош. Меѓутоа, вела, Македонија мора да го одврзи кесето повеќе, затоа што, да не забораваме, дека Скопје е град на солидарноста, и ако не се лажам, толку пари одвои Скопје како град, разбирате, што покажува дека тоа не е сразмерно, и мислам дека владата ќе се исправи и ќе даде поголема помош. Меѓутоа, радува фактот што сите се мобилизираа во земја, се собира на секаде помош, затоа што ова што се случи во Турција, во Сирија е голема трагедија. Јас ќе ви кажам дека јас имам доживеано 2 катастрофални земјотреси и најдобро знам што значи тоа. Јас бев и во Скопје во 1963 година, кога така беше страшна несреќа, и да не беше лето на годишни одмори, во Скопје имаше 1050 жртви, ке имаше 30.000 жртви, сигурно, разбирате, бидејќи луѓето беа отсутни, и јас го доживеав кинескиот земјотрес во Тангшан во 1976 година, кој се случи исто така на 26. јули по наше време. Тој беше на 27. јули, значи 1976 година, во 2,5 сатот, а Пекинг е околу 6 сати пред Македонија, значи по македонско време се случи исто така на 26. јули, некаде пред полнок, 4 сати пред полнок, разбирате. И во тој катастрофален земјотрес во Пекинг имаше неколку стотици мртви, али кинезите никогаш не објави, имаше меѓу 250 и 600.000 жртви. Тоа се проценките, кинезите никогаш не објавија.
Ова е страшна трагедија во Грција, бројот на жртви ќе биде сигурно поголем и секоја помош што ќе се даде од сите страни е, мислам, добродојдена и тука не треба да се штеди, туку треба да се покаже таа солидарност на максимален начин. Така. Господине Никовски, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Посекуваме да си имате убав викенд. Чувајте се, пријатно до слушање и секако скоро довидување. Ми било задоволство, повторно поздрав за сите наши каде се. И велам, кога зборувавме сега, има многу негативни елементи, многу негативни работи кои ни се случуваат, ама да знаете, оптимизмот мора да превладее, македонците не може никој да ги уништи, ние сме како пирајот према Петро Андреевски и Македонија на крајот ќе биде победник, иако раните ќе бидат длабоки, последиците ќе бидат тешки, али ние ќе се избориме. Никогаш никој не успел да ги уништи македонците ни историјата, а такви обиди имало едно чудо. Поздрав за сите, ви благодарам за поканата, ми беше големо задоволство. Бидете живи и здрави. Секој е добро, господине Исто така, Никовски. поздрав до сите. Ви Поздрав, благодарим. пријатно. Поздрав. Довидување.